Демонстрантите се противат на испораката на нафта на Азербејџан за Израел преку турското пристаниште Џејхан. Азербејџан, близок сојузник на Израел, задоволува околу 40% од израелските потреби за нафта, трговија што се чини дека не е засегната од израелската војна против Хамас. Trade between Israel and Azerbaijan is continuing as normal. Трговијата меѓу Азербејџан и Израел продолжува нормално. Дури би рекла, откако Азербејџан отвори амбасада во Израел пред една година, трговските односи се проширија, но повторно најголемиот дел од трговијата ја обкружува нафтата што тече од Азербејџан до Израел преку Турција и набавките на оружје што Азербејџан вели дека им се потребни. Протестите му нанесоа политичка штета на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Неговата партија АК претрпи значителни загуби на локалните избори во март. Аналитичарите велат дека трговијата со Израел, заедно со економската криза во Турција, се главните причини зошто гласачите се свртеле против него. Да не беше економската криза, веројатно и тие немаше да бидат толку загрижени за трговијата со Израел. Но економската криза некако ги отстрани розовите очила на толку многу луѓе во Турција, вклучително и поддржувачите на партијата АК. Почнаа да ги гледаат работите какви што се и да ја критикуваат владата. По поразот на локалните избори, Ердоган воведе израелско трговско ембарго, промовирајќи дека Турција е во првите редови во конфронтацијата со Израел. Но Ердоган има блиски врски со председателот на Азербејџан Илхам Алиев, а азербејџанската државна енергетска компанија е најголемиот меѓународен инвеститор во Турција. Затоа аналитичарите велат дека запирањето на извозот на нафта од Азербејџан во Израел е тешко за турскиот лидер. Има и други фактори кои треба да ги земе предвид Турција. Азербејџанско-израелските односи се консолидирани. Тоа во некои гледишта е против Иран. И затоа азербејџанците веројатно би го импресионирале Ердоган да не оди толку далеку, иако сум убеден дека и тие се незадоволни од случувањата во Газа. Со продолжувањето на протестите во Турција против извозот на нафта од Азербејџан во Израел, полицијата ги засилува апсењата против организаторите, што предизвика повеќе протести, кои аналитичарите велат дека дополнително ги подкопуваат тврдењата на Ердоган дека е во првите редови во соочувањето со Израел. Турската влада рече дека ја прекинала трговијата со Израел, но некако таа продолжува на други начини. Мислам дека вистинскиот виновник, повеќе од азербејџанските компании или Азербејџан, ќе биде турската влада, која ќе биде одговорна за оние што протестираат и конкретно за конзервативната база. Со многу демонстранти излезени од традиционално религиозната конзервативна база на Ердоган, аналитичарите предупредуваат дека политичката цена за турскиот лидер, поради тековната трговија со нафта со Израел, најверојатно ќе расте.